Здраво Македонија. Здраво на сите освен на оние кои направија неточен попис на населението. Операцијата со која требаше да се преброиме помина катастрофално. Неточно, со нецелосни бројки кои ако се нецелосни се и неточни. Со измешани критериуми, со селективно попишување и надвори дома. Една каша попара од попис кој според поголем дел од владеачките партии е одличен и совршен, што би рекол Пендаровски, попис со сите нишани. И ајде да почнеме и ние да нишаниме. Вака требаше да се одвива пописот. 2.502.892. Ова е бројот на македонски државјани во моментот во земјава и во странство. Податокот го добивме од МВР, чија база на податоци ќе биде една од оние што ќе се користат за пописот планиран за следната пролет. Вакви информации добиваше јавноста во 2019 година, дека дата базата на МВР со над 2,5 милиони македонски државјани ќе се користи и во пописот од 2021 година. И особено ќе се користат датабазите за попишување на населението, кој од некои чудни причини ќе го бојкотира пописот или населението кој од објективни причини нема да може да се попише. И оваа група на луѓе, кои кога започна пописот не биле попишани, директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски во интервју додека траеше пописот ги нарече минорна маса. Таа критична маса е исклучително минорна, нема да кажам ни мала, туку минорна. Значи многу е мал бројот на случаи каде што одредени домаќинства не сакаат да бидат дел од пописот. Многу се ретки случаи каде што имаме некој кој што одбива. Значи многу исклучително многу ретки. Колку се тоа ретки? Не можам точно да ви кажам бројката. Во стотици случаи? Не, десетици, дали се и 10. Дали се и 10 или 8 преку сила. Само уверениот Апостол Симовски ја уверуваше јавноста дека оваа минорна маса е незначителна и нема да влијае на бројките од пописот. Но после пописот оваа минорна маса стана 132.260 непопишени луѓе во Македонија и околу 400.000 во диаспората. Што е со ова неопфатено население? 7,3%, околу 130.000 мислам дека чинам. Това е 132.000. 132.000. Зашто тие луѓе не се попишени? Дали тој одат во тие контингентот на луѓе што бојкотираат или станува збор за нешто друго? Па и тоа и многу други фактори. Многу фактори влијаеле за 132.260 луѓе да не бидат попишани во точен релевантен попис, што е и причината поради која Симовски зема плата. Уште едно подсетување како додека траеше пописот. Тој зборуваше за опасноста, односно можноста да има голем број на непопишани. Јас реков во овој момент не сакам воопшто да се оптоварувам со овие работи. Самиот процес на попишување и прифаќањето на граѓаните на пописот ни кажува дека овие групации, луѓе, поединци немаат влијание никакво врз населението, ги игнорираме ваквите обиди, па дури не сакаме да ги дискутираме, бидејќи им даваме значење. Едноставно не заслужуваат такво нешто. Ги игнорираме повиците за бојкот, не им даваме назначење. Правиме попис за прв пат по 20 години и стратешки ги игнорираме оние кои може да доведат до неточни бројки. Но, откако заврши пописот и има некаков впечаток дека голем, огромен процент се непопишани, би очекувале дека Симовски би кажал нешто друго на оваа тема, нели? Знаете самите, пописот се спроведе во еден многу не соодветен период за спроведување на попис. Септември месец кај нас се уште е лето. Добар дел од граѓаните беа по годишни одмори. Не беа дома, не можевте да ги најдете дома. дома. И можеше се случи, па дури да беа во рамките на територијата на државата, да бидат пропуштени. Знаете, ако имате стан во Охрид, примерно, или викендица, а сте жител на Скопје, сте биле во тоа време во Охрид, не до крајот на пописот, попишувачот дошол кога се заминале, од таму се вратиле назад, а во Скопје бил пред да се вратите. Имавме и кампања за бојкот, имавме големи политички притисоци, го имавме ковидот, стравот на луѓето, делот нив одбива да бидат попишувани заради страдане. Меѓутоа сепак таа бројка не беше голема. И тоа не радува, не знам се точно, не можам да ви кажам колка е тој податок. Аха, сега започнуваат оправдувањата. Периодот не бил добар, лето било, луѓе оделе по одмори, не биле дома, се случувало да бидат пропуштени. Сте биле во Охрид, попишувачот бил во Скопје, па сте дошле во Скопје, а попишувачот бил валјда во Дојран. Па имало повици за бојкот, ковид, страф од пандемијата. 100 оправдувања, но на крај заклучок дека бројката на непопишани не била голема.
Таа бројка не беше голема, вели Симовски, после завршениот попис, и тоа го радувало. Па ајде да се подсетиме колкав е бројот за радост. Това е 130.000. 132.000. 132.260 поточно причини за радост на Симовски, ако радост му причинува да нема точен попис. Или можеби 132.000 не е голема бројка, туку е минорна, како што викаше на почетокот, или не толку голема, како што викаше по завршувањето на теренскиот попис. Ама ако имате маса од помалку од 2 милиона, 100.000 е како голем број, не разбирате, тоа е голем дел од таа популација. Аха, 100.000 е и текако голем број, а 132.000 е и текако поголем од 100.000, а 400.000 пропуштени во диаспора е и текако уште поголем број, а се палиш дека си имал супер попис. И сега наместо одговори има оправдувања, вадење, коцкарски речено. Наместо да ги преброи по секој можен начин луѓето кои му живеат во државата, што е негова основна задача во оваа операција. Тој ни објаснува за одмори, ковиди, дури и за работењето на земјоделците на нива. Многу од нив беа го искористија ова за да таа можност да отидат на годишен одмор. Тие луѓе не беа присутни тука во најголемиот дел од времето дека се проведуваше попис. Попишувачот и покресите обиди не ги наоѓа. Оставал поритки, знаете, ние сме малку немарни, па сега добро, ајде се голема работа. Ако не ме некој офатил, мене ако не е попишал. Понатаму ова е период кога се најинтензивни работите во земјоделието. Луѓето кои се бават со земјоделие беа под цел ден на нивите. Добро, али тие информации ги имавте, предпоставам дека може да го предвидите. Знаете што, сепак одлуката не ја донесовме ние за во септември, ние требаше да правиме попис во април. За жал, состојбата со кој беше навистина премногу лоша и може да се одложи. Меѓутоа, нашето барање беше да биде октомври, за жал во октомври имаше избори, па И конечно, не е била негова одлуката за попис во септември, ама поради ковидот не можело во април, а поради изборите не можело во октомври. И што правиш ако немаш попис на население 20 години? Го правиш по секоја цена или чекаш најдобар момент за да имаш точен попис? Одговорот го знаете. Епилогот исто така. 132.260 луѓе, од кои 90% веројатно етнички македонци, не се запишани како македонци кои говорат македонски јазик, туку како некакви луѓе кои живеат во Македонија и за кои не знаеме што се. Ве прашувам бидејќи беше некоја солуција, единствена можна солуција. Да, овие 132.000 влегуваат во контингентот на резидентно население, со законот за попис од член 5 став 1 се попишува резидентното населението што живее тука во државата. Ако законот вели да се попише резидентното население, а ти не успеваш да го попишеш, веројатно го кршиш законот и правиш неточен попис со лажни информации и бројки. Односно, ако тврдиш дека во Македонија живеат 59% македонци, а знаеш дека живеат уште 6-7% повеќе, си направил ли добар попис, квалитетен, содржаен? И конечно, зошто е тоа така? Па нели се најавуваше дека ќе се користат податоци од датабазите, регистрите на државата, за да се попишат и оние кои нема да успеат или нема да сакаат да бидат теренски попишани? Во законот вели дека овој попис се ќе се собираат податоци со теренското попишување и ќе се користат податоци од регистрите. Значи тоа ви дава таа можност секогаш да ги користите и овие податоци. И второ, дава можност да знаете, имате вие таргет, знаете колку би требало да изнесува тој контингент на тоа купно резидентно население. Па имате можност преку МВР да знаете дека има повеќе македонци од оние кои сте ги изброиле и да ги употребите тие податоци од МВР за да не направите неточен попис. И што правите вие со тие податоци? Како ги користите? Тие се сите податоци веќе учени. Тоа што велите дека на пример етничката припадност е чувство, како може да земете чувство? Значи тој податок го нема. За тоа етничката припадност. За религија, за јазикот што говори у домаќинството. И мајчиниот јазик, тие 4 податоки ги нема. Сите други податоци ги. Не постои друг статистички метод, нека формула по кој што може да се направи некоја симулација од прилика име, презиме, адреса на живење. Значи тоа се веќе претпоставки во тој случај. Ние овдека за овие прашања кои се сензитивни се и чувства исклучиво врз основа на изјавите на лицето. Ајде мајката. Значи имаме човек кој не успел да се попише. Одите во базата на МВР и другите институции и наоѓате дека по матичен број тој е маш на толку и толку години.
Откривате каков степен на образование има. Тоа го има во системот. Откривате дали тој човек непопишаниот е вработен или невработен. Дури може и да откриете колку примања има месечно. Откривате каде живее според лична карта, може да откриете и колку имот има според катастар. Историја на болести може да му откриете според мој термин. Се може да откриете, само не и дека тој човек е македонец кој говори македонски јазик. Иако тие податоци ги има на 100 места во системот, од образованието до базите на МВР. Да не ги споменувам и минатите пописи, каде за огромен дел од оние кои денес не сте ги попишале, на прошлиот пописете лично се изјавиле и декларирале што се и каков јазик говорат. Ама не, апостол едино лична изјава почитува за да те попише. Адреса ќе ти земе според лична карта. Божем, не се менува адресата, па некој кој се преселил од Битола во Скопје пред 10 години, ќе го брои дека живее во Битола. Ама иако кога аплицирал за пасош или лична карта напишал дека е македонец, или кога го запишувале во прво оделение, му кажале дека е македонец и ќе учи на македонски јазик, тие информации баш апостол Симовски и неговиот попис не можеле да ги уважат како релевантни. И сега има 132.260 луѓе кои се вистински фантоми во државата. Еден од нив сум и јас. Македонија не знае дали за мене, дали се чувствувам како македонец и дали мајчин јазик ми е македонскиот. Мајчето ваше администраторско, бидејќи кај мене попишувач не дојде. А од она што го слуша во јавноста во тој период, дека преку датабазите на МВР и другите институции ќе се влечат податоци дури и да не си попишан. Логично предпоставив дека ако на два претходни пописи сум се декларирал како македонец, со македонски мајчин јазик, ако во моето основно и средно школо сум бил таков, ако на факултет сум бил таков и ако сум македонец во базите на МВР за лични карти и пасош, дека таков ќе сум и на овој попис на кој попишувач не ме побара. 132.260 луѓе, најголем дел македонци, не постоиме како такви за Македонија. Не знаат што сме, немале информации. И тоа за нив е успешен попис. Со сите нишани, што би рекол Пендаровски, ако си ќорав. Дома работите ги објаснивме. Реагира и други заедници. Турската, ромската, бошњачката, српската. Секој аргумент треба да се слушне. Јас знам за македонската заедница и тоа го зборувам и објаснувам. Немам причина да не верувам дека бројките се промашени и кај другите, ако сум уверен со несоборливи факти дека се промашени кај нас македонците. За религијата да не ни зборуваме. Има околу 900.000 православци и баш кај нив над 200.000 христијани, а плюс посебно се попишани католици, протестанти и другите. Симовски и за ова вели дека се кабаат луѓето кои не биле прецизни да кажат дека се православни христијани, туку кажувале само дека се христијани и завршиле во друга категорија. Ама затоа има прецизни категории на будисти, на Харе Кришна и на што уште не. И само 355 атеисти. Чувај Боже. Ајде да видиме како државата го попиша или ајде преброи македонското население во дијаспората. Факт е дека ние не го фатиме целото наше население кое што е надвор државата и нити пак можевме тоа, нити гајавме илузии дека тоа ќе се случи. Факт е дека не сме го опфатиле целото население и не гаел апостол илузија дека тоа ќе се случи. Математички објаснето тоа изгледа вака. Од околу 2,5 милиони македонски граѓани минус 1.830.000 кои живеат во Македонија, разликата е околу 660-70.000 кои не живеат во Македонија. Од нив апостол изброил 290.000, односно не изброил скоро 400.000 луѓе кои МВР ги има во системот како наши граѓани. И добро, зошто? Зошто тука не ги употребивте датабазите на МВР? Да се разбереме, ние можеме дори да го тврдиме контингентот на лица што се наоѓаат во странство и преку користењето на базите кои што ги споменуваме повеќе пати вечерва. Меѓутоа, во тој случај немаме одредени податоци за белезите на тие лица, кои што се корисни како информации, немаме податоци во кои држави се наоѓаат и слично, што и не е толку битен податок во овој дел, меѓутоа... Па да, уопште не е поважен податок каде се наоѓа надвор од Македонија некој наш човек, колку што е важно да знаеме дека постои и да го преброиме кога веќе ги броиме сите надвор од Македонија, нели? Ама не заборавајте, апостол запишува само дебело и темелно проверени информации. Не може тој да запише информација која не е проверена. Од два извора на овие информации имавме, особено само попишувањето
кој што беше преку апликацијата и врз основа на изјавите на блиските членови на семејства кои што дава податоци за блиски лица кои се надвор. Ете ги релевантните извори на пописот. Блиски членови на семејствата давале информации за лица кои што се надвор. Односно, некој друг кажувал што неговиот братучет во Швајцарија е по националност и каков мајчин јазик говори. Дури може би и во кој бог верува. И ова може за диаспората, сигурно можело и во Македонија еден да каже за 10 блиски што се по националност, значи не се ова лични изјави, туку друг кажува за вас и пописот тоа го запишува, некој ваш близок. Но не може да провери апостол Симовски, еве во МВР на пример, дали јас сам сум се пишал како македонец на 1, 2 или 50 документи, туку морал тоа лично од мене да го чуе. Ајде назад на темата сега, зошто не ги пребројувале диаспорците со помош на датабазите на МВР? Немаме податок кога заминале, што е битен момент, од каде, од местото на раѓање и местото на последната адреса може да се изикуваат, ама не мора да бидат вистинска показатели или слично. Ајде, не ги попишал сите македонски граѓани, бидејќи не знаел кога и од каде заминале. Побитно му е тоа на апостол, отколку да запише официјално дека толку и толку наши жители постојат во светот, кога веќе нели сите сме решиле да ги преброиме. Ама не, очигледно не била тоа намерата, па се преброја само 290.000. И за оваа бројка Симовски го вели следното. Така да, секако овој фонд на податоци на оние кои што ќе треба да генерализираат, ќе им обезбедат многу информации, множество информации и можат многу паметно и корисно да се потреба. Многу информации добивме, многу паметно и корисно може да се употребат. Иако не се ни 40% од сите луѓе кои живеат надвор, а се македонски граѓани. Ако ви звучи глупаво, не чудете се, бидејќи е глупаво. Чумови се тие податоци, на кој зашто ќе му треба точно. Ме препрачав и на почетокот на емисијата, кога немаме реална бројка, значи се попишале тие кои што се... 260.000, податоци за 260.000 лица е одличен пример, врз основа на кој што вие можете да изанализирате добро, да ги видите, да се огледате и да добиете информации. Прво, повторам уште нешто, од каде се тие текови, во кои временски периоди се случувале, какви биле интензитетите во различни временски периоди на иселувањето, во кои правци, зошто на крајот, причината да откриете зошто луѓето одат надвор од државата. Зошто одат надвор од државата? Па сигурно една од причините е за да не рече некој дека успешно направил попис во кој 132.000 дома не можел да открие што се, иако знае што се, а 400.000 надвор не ги ни есапи за живи, туку 260.000 кои ги попишал му биле супер бројка за анализа. Иако ја анализира оваа бројка, може да заклучи дека 66% од диаспората на Македонија се етнички албанци, 23-24% е етнички македонска. Па тие бројки да ги придодаде на погрешно преброените домашни жители и да има трета бројка со проценти на вкупно преброено население, неточно преброено, со кои бројки после политичарите ќе се играат играчки, но и ќе побаруваат права по етнички клуч кои не се базираат на точни бројки. Тоа ли ви беше целта? Не беше целта да ги изброиме сите кои се надвор. Тие ќе си бидат дел од пописите во земјите кај што се наоѓаат. Меѓутоа, целта е да видиме што можеме повеќе информација собереме, за да имаме одредени согледувања, сознанија врз основа на кои треба да се кризат уче политики во насока да го намалиме бројот на иселувањето или да, дај Боже, зашто не да привлекуваме се враќаат назад тие кои што се. Ете, си кажува, не беше целта да ги изброиме сите надвор, а не ги изброивте сите ни дома ни надвор како што треба. Ама му требало било какво броење надвор за да креирала државата, замислете, политики со кои ќе ги враќа луѓето од диаспора назад во родната грудка. Мој црни апостоле. И да ја припатам оваа глупава логика, сега државата нема точни податоци за етникумите дома, а има уште понеточни податоци за диаспората која ќе ја враќала дома со помош на пописот. Сега државата ќе може да прави едино план како да ги враќа оние од Швајцарија и Германија дома, можда и по некој италијанец, ама оние од Америка и Австралија ќе си останат преку океаните, бидејќи апостол не ги изброил затоа што не можел да открие преку системот на МВР кога заминале и зошто заминале од Македонија. И на сето ова би помислиле дека човек би се засрамил, а не би се фалил или не би чувствувал гордост. Арно ама. Сега сум многу горд и среќен човек,
што еве конечно после како што самите рековте 20 години објавуваме податоци од попис кои што треба да послужат да ја градиме единината врз основа на реални показатели. Но, незадоволни од пописот не сме само ние и не сме саде тука. Ако ние дома имавме класично лошо изведена операција на пребројување на македонците и бројот на граѓаните на Република Македонија, долго очекуваниот судир со реалноста дојде за нашите источни соседи, браќа, сестри и најдобри комшии, кои на пописот се 3504 на број, а тамам се спремаат да влетаат во уставот. Особено бугарската јавност е затечена од резултатите според кои во Македонија има 3504 бугари, што е минорна бројка ако се земе предвид евиденцијата на бугарското Министерство за правда, според кое во последните 15 на години се издадени повеќе од 100.000 бугарски пасоши на македонски државјани. Чекајте бе, браќа. Па нели сме сите един народ? Нели всичките сме българи? Што па сега не се буните нас што не изброија како што треба, туку што само 3504 луѓе се пишале за бугари на пописот. А нервозата ги беше фатила сите политичари кои важат за најголеми негатори на македонците. Разочарувачки се резултатите и за бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, кој коментирајќи го пописот во Македонија побара да бидат обелоденети идентитетите на сите кои имаат бугарско државјанство. Прц! Мислевте дека луѓе земале бугарски пасоши бидејќи се осекеле за бугари, а не за да заминат и да работат по светот? Па нели сте се запрашале некогаш зошто не земале македонците бугарски пасоши пред Бугарија да влезе во Европската унија? Жестоки реакции има и од поранешната бугарска министерка за надворешни работи и пратеничка на ГЕРБ Екатерина Захариева. Таа обвинува дека податоците се фалсификувани. За жал, уште еднаш сме сведоци на старата државна политика за дискриминација на македонците со бугарска самосвест. Ај, и Захариева е жестоко лута и нервозна. Ова било дискриминација на македонците со бугарска самосвест. Или ќе се попишите 120.000 на попис, како што сакаме, или тоа е дискриминација. И келавиот гангстер хормонално се поремети со пописот. Негодување има и од Слави Трифунов, лидер на политичка партија од бугарското владеачко мнозинство, за кого е неверно дека во Северна Македонија, како што вели, речиси нема бугари покрај над 100.000 издадени бугарски пасоши. Зошто во нормална европска држава за каква се декларира и Северна Македонија, некој би се плашал да каже што е? Затоа што ова не е нормална европска држава. Дека Македонија не е нормална европска држава е точно, но не поради фактот што ти си решил дека ако нема 120.000 бугари е ненормална земја, туку затоа што оваа држава се довела во ситуација од твоето, вашето лудило да изависи иднината. Да, Слави Трифонов најави ново вето, барем до следниот попис на кој ќе имаме прилика да му угодиме со бројки кои ќе му се допаѓаат. Ако Северна Македонија сака да биде нормална европска земја и да биде дел од Европската унија, нејзините државјани мора да можат слободно да се самоопределуваат и да не им се прекршуваат правата. Според тоа сметам дека се додека не се случи тоа, Северна Македонија ќе биде дел единствено од Западен Балкан. Ако сака Македонија да биде нормална земја, мора бе да се измислат бугари во неа. Инаку, вето, па да отвориме некоја фабрика за бугаризација во име на нашата европска еднина. Да не ни се случуваат вакви непријатности во меѓувреме, бидејќи пописот не е првиот пат кога им е издишана гумата на бугарските пропаганди. 328 лица од Македонија се пријавиле да гласаат на парламентарните избори во Бугарија, што ќе се одржи на 4 април, пише во бугарскиот весник Сега. Замисли, од 120.000 бугари во Македонија, само 328 лица се пријавиле да гласаат на бугарските избори пред една година. Катастрофа! Вето! Сите знаеме дека има 120.000 бугари во Македонија. Не, председателот на Бугарија тоа го кажа. Над 120.000 наши сънародници в Република Северна Македонија имат български паспорти. И нормално во овој бугарски бал неизоставен декор е и Петар Колев. Човекот кој некогаш е македонец, некогаш бугар, иако во последно време е ептен македонски бугар. И в най-чудните си размисли не можех да си представя, че ще бъда свидетел на такъв брутален фалшификат и такова брутално газене на основни човешки права, каквото е правото на самоопределение на гражданите на Република Северна Македонија. Тоа што ги нема измислените 120.000 бугари било кршење на човековите права, бидејќи секој човек има право да му се остварат соништата. Додуша, Колев не секогаш го имал овој став за Македонија. Кога дојде утре да ви направат попис и во графата што ќе пишете? Македонец, бугарин, што како ќе се пишете?
Па јас немам никаков проблем со тоа и понекогаш се случувало во официјални документи да се пишам и како македонец и како бугарин, бидејќи Македонија е демократска земја. Македонија е земја која што од гледна точка на почитување на индивидуалните човекови права, сметам дека има едно многу високо ниво. Тоа е, некогаш ќе ја фали, некогаш од неа ќе се жали. Најново е дека за неговиот дебакл на изборите во 2020 година со партијата ГДУ не е крива неговата политичка понуда и неговиот капацитет и карактер, туку му била украдена победата, бидејќи бил бугар. Нашиот политически субект участваше на парламентарни избори миналата година и познајте, получи фамозните 3555 гласа. След една година има пребројаване в Република Северна Македонија, кадето българите са преброени като 3504. Тоа е, нон-стоп нешто им крадеме на бугарите. Победа на избори, 120.000 на попис. Ние сме таква земја во која кршиме човекови права и не им даваме на 120.000 да се изјаснат, па само најхрабрите 3504 се пишат како бугари. А не треба да се плашат, не треба да се срамат, за бугари да си се пишат. Каде и да одиш, каде и да шеташ, не се срами, не се плаши, българин да си. Ете, и песни им крадеме на добрите соседи. Срамотилаци! Не се смејте, ова не е смешно, ова е трагично. И всичко това щеше да бъде смешно, ако не е жалко и ако не е трагично. И се надявам, че лампите на някои хора в България, които вземат важни държавнически и политически решения, ще светнат сега, веднага и в момента. На сите ќе им светнат сијаличките дека ако сте 3504, а не 120.000, тоа може би е поради тоа што толку сте бебаце и дека пасошите луѓе ви ги земале од немаштија и немајкаде, а не дека се осеќаат како бугари. На сите ќе им светнат сијаличките, само не и на усијаните вжештени глави. Защото този бруталитет, това варварство към основни европейски ценности, което продължава десетилетия наред в Република Северна Македония, сега и веднага трябва да бъде спрано. Ау, бруталност, варварство, мора да биде сопрено, повикува Петар Колев. Полека бе Путин, полека, смири ги тенковите, хормоните. Те тераат да си ептен како чукнат. Мислам, повеќе од вообичаено. Ще ви дам още няколко примери за това колко смешно звучи това, което са го монтирали в Скопие. Единствената етническа общност, която в пъти се е увеличила, е българската общност. Сите останали етнически общности в Македония намаляват като стойност, като цифри, включително сърбите с 12 000 са намалели. Единствените, които са се увеличили от предишното преброяване 3 пъти, това са българите. И ова не му чини. Дупло им се зголемил бројот за 20 години, ама и тоа не му чини. Само нив им се зголемил бројот, на сите им се намалил. Ама не му одговара тоа на Колев. Па не ми се верува. И внимавајте, што друго му смета во овој момент на изразена емотивна сензибилност. Най-вероятно много скоро ще чуеме как историческата комисия са се разбрали, които всъщност са се разбрали още преди 2 години, че цар Самуил е цар български или цар на България. Най-вероятно след това ще последва една слагане на една плоча на крепостта в Охрид на цар Самуил, където той ще бъде провъзгласен за цар на българите. След това очакваме да се махнат 10, 12, 15 плочи, на които пише за злогласния български фашистки окупатор, и вече той няма да бъде български, ще бъде само фашистки окупатор. Самуил ќе бил прогласен за бугарски цар, а бугарските фашисти нема да се бугарски. И тоа не му се свиѓа на Петар Колев. Зошто? Еве зошто. И най-вероятно България ще бъде сложена в ситуация, в която ще трябва да вдигне бариерата пред Македония и Македония да започне за преговори с Европейския съюз, но да, ама не. Ние знаеме, че това, което се случи на това преброяване в Македония, не е само измислено и не е само направено в Скопие. Тези неща не могат да се случат без съгласието на някой решаващ фактор в България.
Ние знаеме, че над 89-90 хиляди граждани на Македония са получили българско гражданство в една легална процедура, в която са доказали българския си произход и в България са се самоопределили като българи. Теа маката, ке морала Бугарија да го крене ветото, па нема да влезеле во уставот оние 3504 души кои не биле толку, туку биле повеќе, бидејќи така не велат бројките, туку бугарите. Да, Самуил ке сме го пишеле за бугарин, на калето во Охрид ке стоела табла дека е тврдина на бугарски цар и ке се избришела сета историја од Втора светска војна, ама не е доволно тоа за Петар Колев. Иако иронично, резултатите од пописот беа објавени на 30 март, денот кога пред 79 години од Скопје према Треблинка бугарските и германските фашисти испратија во смрт илјадници евреи од Македонија. Па така на овој попис имаме 66 запишани евреи. Но и бришењето на оваа црна историја на фашистите од Бугарија и окупаторите во Македонија не е доволна за Петар Колев, бидејќи сака бе во устав да влезе и сака. Мора сега и веднаш да има 100.000 бугари во Македонија. Плюс, вика дека во легална процедура се изјасниле 80-90.000 за бугари и си земале пасош, бидејќи е многу тешко во земја која како државна политика има став дека сите сме бугари, да те признаела за бугарин. Многу е легална процедурата. Но тој е шокиран. Како било можно да има вакви бројки на пописот? Зарем луѓето лажеле дека се бугари, само за да земат пасош од немаштија за да одат на печалба? Каква е причината тези хора да не се самоопределят така в Македония? Па причината е тоа што не се бугари. Какво е това, което дали ще ходим на избори, дали ще ходим на пребројаване, ние винаги получаваме служебните 3500. Тоа поради кое што сте 3500 на број е затоа што сте 3500 на број. О, Петре, абе некако ми дојде дека ќе запееш и песна од мака. Да ги бараш измислените 120.000 кои ги нема, па да им речеш на твоите непопишани браќа во Македонија: каде си батко, каде си батко? Ja jelate pilenca pri batko, da mi pejte slatko, slatko. Gde si batko, gde si batko, gde ti pejem slatko, slatko. Gde si batko, gde si batko, gde ti pejem slatko, slatko. Gde si batko, gde si batko. Но, не грижи се, Петре. Ако на овој попис не успеа планот, има Бугарија уште 7 земји на кои може да дочека попис. И стварно, доста ви крадеме и историја, и бројност на население, и музика. Уште коли што не почнавме да ви крадеме. Стварно, се ви крадеме. Се. Ако някой рече България е мала, има още 8 дела, за да биде цела. I'm out here. Richard.